Ке се сетите дека минатиот пат мислам дека беше дека спомнав дека е убаво во недела да чуеме проповед што ќе биде релевантна и важна за понеделник. Дека во недела треба да научиме нешто што ќе не држи целата недела после понатаму. Убаво е да се поучуваме, убаво е да имаме теологија, но убаво е да имаме нешто кое треба да го примениме исто така и во пракса. Така што Никола и јас веројатно ќе гледаме да го држиме тој баланс и да видиме како ќе одиме со тоа понатаму. Пред извесен период, не знам колку беше, пред неколку години, некој онака на шега на шала на озбилно ми испрати една книга од Джордж Класон. Ова е една многу интересна книга, се вика Најбогатиот човек во Вавилон. Сигурно сте чуле, сигурно сте ја виделе, заради тоа што нема врска со христијанството. Немојте да ја барате во христијански книжарници, ама има многу врска со тоа како да си го водиш животот и како да си внимаваш на се она што го имаш. Една многу интересна книга што мнозина кои денеска зборуваат за менеджмент, за водење финанси и така натака ја користат. Во неја има како 10 лекции, како 10 приказни, направени како старите приказни од 1001 ноќи, кои треба да те научат на некои принципи со кои човек треба да живее. Всушност книгата е напишана негде 1926 година. Не е нешто ново тука, ама се уште е како класика некоја. Може да ја најдете на интернет слободно, ќе ја видите, ќе ја прочитате. Интересни, има многу интересни совети. Ама јас сакам да зборувам не за тоа што книгата го зборува, туку да зборувам за нешто што Библијата го нарекува настојништво. Настојништво по дефиниција е како да го користиш и како да се однесуваш кон она што Господ ти го дал. Тука спаѓа се што Господ ни дал, почнувајќи од животот што го имаме, па се друго до крајот таму што може да го има. И главен текст ќе ни биде во Лука 6 глава. Ќе отворите Лука 6 глава од 27 до 38 стих. 11 многу интересни, многу познати стихови. Почнувам да ги читам. Вели вака: но вам што слушате, вам ви велам: љубете ги непријателите своји, правете им добро на оние што ве мразат, благословувајте ги оние што ве колнат, молете се за оние што ве навредуваат. На оние што ќе те удри по едниот образ, заврти му го и другиот, а на оние што сака да ти ја земе наметката, подај му ја и кошулата. Секому кој ти бара, подај. Од оние што зема од тебе нешто, не барај да ти врати. Па како што сакате да постапуваат луѓето со вас, така постапувајте и вие со нив. И ако ги сакате оние што вас ве љубат, каква ви е наградата? Зашто и грешниците ги милуваат или сакаат оние што ги сакаат нив. И ако им правите добро на оние што вам ви прават добро, каква ви е наградата? Зашто и грешниците го прават истото. И ако им дадете заем на оние од кои се надевате дека ќе ви го вратат, каква ви е наградата? Зашто и грешниците им даваат заем на грешници, за да им се врати истото. Туку вие љубете ги непријателите ваши и чинете добро. И на заем давајте, не очекувајте и ништо. Така ќе биде голема наградата ваша и ќе бидете синови на Севишниот. Зашто тој е добар кон неблагодарните и кон лошите. И така, бидете милосрдни, како што е милосрден вашиот Отец. Не судете и нема да бидете судени. И не осудувајте, за да не бидете осудени. Проштавајте и ќе ви биде простено. Давајте и ќе ви се даде. Мерка добра, набиена, натресена и преполна ќе ви дадат пазови, зашто со каква мерка мерите, со таква и ќе ви се мери. Текст кој неколку пати сме го гледале, текст кој сигурно сте го прочитале и текст кој има многу што да не научи и денеска. Сакам на почетокот на брзина само да кажам 4 забелешки. Не се толку врзани за она што ќе го зборувам, ама ни даваат тема. Првото нешто кое го гледаме во овој текст е дека ваквото однесување треба да биде стил на живот. Ова не е ако сакате или ако некој од вас достигне некое совршенство, па ќе се однесувате вака. Не. Вели, ова треба да биде стил на живот. Веднаш да кажам нешто тука. Знаете, она кај што вика, давајте на заем, не очекувате да ви вратат и сите мислат супер, сака ќе тргнеме и ќе си спозајмеме од сите и нема да вратиме. Кај нас во Македонија тоа е многу честа појава. Поентата е, сетете се дека има уште еден стих вика, како што сакате да ви прават, така и вие правете. Ако сакате некој да ве заглави, заглавете го и вие. Прво заглавете вие, па после заглавете друг. Тогаш нема да сакате да заглавите друг. Чисто само како на кратко, ама треба да биде стил на живот. Простување, давање, размислување, правење колку што може. Второто, ваквото однесување ќе не одвои од тие околу нас.
луѓето ќе погледнат, како што вика Евангелие според Матеј 5 глава, кај што вика така ќе ги видат луѓето вашите добри дела и што ќе направат? Ќе го прослават вашиот татко што е на небото. Значи ова треба да биде нешто што ќе не одвои. Кога ќе не видат луѓето, ќе знаат, ќе речат овај човек, оваа личност е поинаква. Зошто? Ајде да прашаме да видиме што се случува. Нешто уште поважно од тоа е дека ваквото однесување е слика на тоа што го прави нашиот небесен татко со нас. Кога Господ ни дал нешто очекувајќи нешто за возврат? Кога Господ требало да ни даде нешто па ни го закинал? Ваквото однесување ќе биде слика на тоа што го прави нашиот небесен татко. И четвртото нешто што тука ќе го спомнам, само ова беше од 36 стих, ова носи многу благослови. Интересно е, во 35 стих вика наградата е голема. И погледнете како е напишан тука текстот, како Исус зборува. Во стих 37 вика, ако не судиме, нема да ни судат. Ако не оговарате, нема да ве оговарат. Ако цело време ногите мани кај другите, и вас ќе ви ногиат мани цело време другите. Ако не осудуваме, од едно е да судиш, друго е да го осудиш човек. Едно е да викаш кој знае, кај што има чад, има и оган, а второто е крифе. Значи, ако не осудуваме, нема и ние да бидеме судени. Ако простуваме, може да очекуваме прошка. Ако не сакаме да простиме, како можеме да очекуваме да ни се прости на нас? И ако сакате, во известна смисла, во наводници сум ставил тука, ние ја одредуваме казната која Бог ќе аплицира над нас. Ако сме спремни да простиме и заборавиме, ако сме спремни да не држиме лутина, ако сме спремни да не ги судиме луѓето во старт, уште пред да знаеме што се случува, вика на исти начин Господ ќе постапи со нас. Интересно. Тука. Ако ние покажеме милост, уште повеќе ќе ни даде милост. И потоа во стих 38, еден од омилените патем на татко ми беше овој стих. Вика, давајте и ќе ви се даде. Мерка добра, набиена, натресена и преполна ќе ви дадат в пазови, зашто со каква мерка мерите, со таква и ќе ви се мери. Многу една битна ствар. Ако сакате да покажете кон некого чест, почит, ќе ја добиете. Ако не сакате да покажете чест, почит, не очекувате према вас некој да го направи тоа. Ако сакате да бидете ценети од некој, покажете со нешто. Не е поентата, сакам нешто големо да направам и ако не направам нешто големо, ништо нема да направам. Не. Со каква мерка мерите, со такви ќе ви се мери. Тука е многу битно и многу важно. И Божјото Слово ни зборува дека она што не достига тука, или она што често ни фали е ова, настојништвото, што по дефиниција е управување со ресурсите кои Бог ни ги дал и тебе и мене. Како управуваме со тоа што Господ ни го дал и тебе и мене? И ова е многу, многу битно. Зошто? Затоа што во Библијата ни се зборува дека ако имаме правилен начин да се однесуваме кон она што Бог ни го дал, ќе добиваме се повеќе. Ако не се однесуваме како што треба кон она што Бог ни го дава, ќе добиеме помалку. Принцип, ако сакате заповед, тоа си и не мрда. Не е тајна, не е мистерија, зошто некои луѓе се поблагословени, некои се повалку благословени. Благослов се однесува на многу работи. Немојте само да гледате пари, куќа, кола или не знам се што таму. Благослов подразбира се она што сум го добил, а не сум го заслужил. Почувајќи пак е почнува тоа од животот, затоа што никој од вас не одлучил јас сакам да се родам па дошол во свет. Тоа е вистината, тоа е реалноста. Сакаме да разговараме за тоа дека може да бидеме река наместо резервар. Памтам на времето, Чичко Владо беше, всушност, кога зборуваше, обично знаеше да каже или ќе видиш кјуп во кој само се полни, или ќе видиш река која ќе тече. Ама за кјупот да може да почне да се прелева, треба да се наполни. Бог е тој што по благослов од него го прави тоа и го пополнува. И сега, оној дел што ни е важен, овде, за кој сакаме да зборуваме, е да развиеме еден животен стил, кој ќе биде стил на давање. Кога кажам давање, помислете на се што имате. Прво помисли, викам, ајде ќе ви дадам на сите лист хартија и ќе ви речеме, ево, напишете барем 20 нешто што ги поседувате.
Еј, 20 ке рече некои се многу. Не се многу, наеднаш ќе ги напишете. Има многу повеќе работи имате од колку 5 или 10 или 20. И затоа кога ќе зборувам сега за давање, размислувајте на се што имате и како тоа да се даде или како да се развие тој животен стил на давање. Да го добиеме тоа што недостига, нас не треба прво да почнеме од една основна точка и поента каде што е дај му се целосно ти на Господа. Ти не можеш на Бог да му дадеш ресно ако не се дадеш себе си. Ако не речеш Боже, јас ти припаѓам тебе. Ние имаме во нашата тука околина, во Ново Лисиче кај што живееме, ние имаме неколку цркви огромни изградени од луѓе кои му дале на Господ нешто. Низ Македонија има еден куп такви цркви кои луѓе ги изградиле со кои на Господ му дале нешто. Она што фали е дека не се даде прво себе си. Ако човек не му припаѓа на Христос, ако не поверувал во Господ како во Спасител, сето останато што го прави е џабе. Сакам да видите еден интересен стих што се однесува на нас македонците во Библијата. Вика, браќа, ви известувам, тоа е 2 Коринтијаните 8, 1 до 3 стих. Браќа, ви известувам за благодатта Божја дадена на македонските цркви, дека и покрај големото испитување во маката, нивната радост беше изобилна и покрај нивната длабока сиромаштија, покажа големо богатство во нивната дарежливост. Зашто според нивните можности, па дури и преку нивните можности, јасно сведок дека тие даваа доброволно. Ако има нешто што македонските цркви од времето на Павле до денес го загубија, е дарежливоста. Не верувате? Прашајте ме, после ќе разговарам. Факт. Многу голем факт. Интересно е тука дека вика не само што дадоа, туку дадоа и повеќе отколку што им беа нивните можности. Како? Ево како. Тие најнапред сами себе му се предадоа на Господ, а потоа и нам по волјата Божја. Ако Христос не ви е во срцето вистински, вие ќе немате ни желба, ни волја да го поддржите неговото дело. Ако Христос не ви е вистински во срцето, ќе имате желба и волја да поддржите на начин на кој белки ќе го подмитам Господ во овој моментот и нешто ми треба утре да ми даде или други. И немојте да мислите дека тоа е само литар зејтин и свеќа однесена. Тоа и многу други работи што знаеме да ги правиме за црквата кога ни е густо. Зошто? Па да му дадеме нешто на Господ, па после он ќе ни врати на нас. Не, ќе трампа ќе направи на некој начин. Сето дека ние не се предадеме на Господ, ништо не се случува. Првото нешто што го даваме на Господа не се нашите пари, не е нашето време, не е нашиот имот, не е нашиот талент, не е нашето доаѓање тука во недела сабајле. Туку прво себе си се предава. Сеќавате што вика апостолот Павле, браќа, во име на милоста Божја ве молам како? Предајте ги вашите, што? Тела во жртва, жива, света и благоугодна на Бога, и тоа ќе биде вашата духовна служба. Од која ќе се дадеш себе си, се ресто што имаш, што ќе дадеш, веќе ќе почне Господ да го брои, ако сакате да ви се брои нешто, како дадено за Него. До тој момент е џабе. Тој момент е апсолутно, тотално џабе. За жал, мнозина никој пати не го научуваат овој принцип. Затоа што мислат дека секој што ќе може да глуми христијанин, со тоа што ќе направи нешто во црквата, ќе даде нешто во црквата, ќе направи услуга на црквата, ако сакате, ќе добие вечен живот. Тоа никој не го добил и такво нешто нема ни да се случи понатака. Ние или ќе му дадеме се на Бог, или ништо не правиме. Некој од вас тука пред многу години, пред 7-8 години го посетува онај тренинг, се сеќавате Еквип? Ќе ви текне неколку луѓе, терав еден програм Еквип од Џон Максвел. Многу интересен за водачи. Беше многу убава програма, 7 комплетни делови беа, стварно супер поминавме тогаш, ама ми остана од тоа време еден пример интересен, тој што го кажуваше. Вика, татко отишол со син во сендвичар. Купил сендвич, му купил помфрит, сега седат еден со друг одвоени нели на масата, и во еден момент таткото оди изима од помфритот на синот. Синот го повлекува и вика, чекаме, немој, тоа е моје. И авторот вика, реакцијата на таткото, вика, ја слушнав, ми ја каже, и ми вика вака, знаеш ли, вика, дека се шокирав?
Зошто се шокирав? Па прво, затоа што син ми неќе да ми даде. Второ, си реков, добро, како можеш да бидеш толку неблагодарен? Што мислиш, кој ти ги купи? Кој отиде да ги купи? Кој отиде да ти ги стави на маса? Кој ти ги даде како поклон? Јас. И сега кога ја сакам да земам, не ми даваш. Ајде одиме чекор понатаму. Рекол татко, плюс, ако сакам, ќе отидам сега, ќе купам 5 компирчиња за мене и јас нема да ти дадам ништо. И што можеш да направиш? Ево ќе ти ги земам тие што се пред тебе. Што може да направи детето? Ништо. Смешно е кога ќе го чуете. Ама тоа е начинот на кој ти и јас често се поставуваме према Бог. Господ ти дал нешто, знаеш дека сака да му дадеш нешто назад, ти викаш фала многу не. Извини, ова е мој. А од каде дојде на почетокот? Абе, јас знам ти од тебе, ама сепак ова е моје нешто. Знаете ли кој е врвот на неблагодарноста? Кога Бог ќе ни даде нешто, а ние ќе го оградиме, ќе се преправаме од ќе е само наше, нема да го делиме со никој и стануваме обседнати со него. Дали е тоа талент, дали е тоа дар, дали е тоа финанси, дали е тоа имот, дали е нешто што го поседуваме, не е ни важно. Во моментот кога ние ќе кажеме ова е мое и јас не го делам со никој, Господ вика и тоа е врв на неблагодарноста. Зошто е врв на неблагодарноста? Заради тоа што мора да сватиме дека ние не поседуваме ништо. Беше смешно вчера, во цела трагедија ми стана смешно. На Euronews беше, мислам, покажува како група австралиски туристи избегале од хотелот во Мароко за надвор. И прво вика почна да се тресе, нели се таму што беше, вика целата зграда почна да се тресе. Ние во Скопје знаеме што е земјотрес. И вика избегавме надвор, грабнавме што можеме избегавме надвор. И една жена вика после се вративме назад да земеме кевенци и некоја перница да може да легнеме надвор да не ни студи. Абе бегај спасувај живот. Да ни се најде нешто, да не остане нешто внатре. Ние не поседуваме ништо, може да го изгубиме преку ноќ. Гледајте со поплавите што се случува. Гледајте со војна што се случува. Ништо немаме ние. Затоа е убаво, ајде да разбереме ползата од давањето, ама на библиски начин. И многу поважно од сето тоа, прво, да видиме што се пишува во Библијата за тоа како треба да даваме она што Господ ни го дал, и потоа да го разбереме вториот дел, да го примениме тоа што го научиме. Бидејќи, извинете, ако сме само слушатели, а не исполнители, ништо нема. Знаете како беше текстот, вика ако ги знаете тие работи, блажени сте ако ги вршите. Ние знаеме многу пати да разбираме многу библиски вистини интелектуално. Ама не ги применуваме во пракса. Почувам од себе си, па зборувам за сите нас. И сакам да погледнеме неколку факти во Библијата што се многу интересни, барем за мене беа. Јас ги најдов. Ова не го истражував, јас само го најдов. Вика дека зборот вера, верување, верник ќе го најдете во 272 стиха во Библијата. Така барем некој седнал да брои. Молитва има околу 371 стих вкупно во целата Библија што зборуваат за молитва. Важна е молитвата? Уште како е важна молитвата? Љубов, сакање, 714 стих. Важна ли е љубовта? Уште како? Бог е љубов, зашто Бог го засека светот. И цело време љубовта ни е во уста кога зборуваме за Библијата. Давање или давател, скоро 2200 пати, 2162 стиха има во Библијата. 3 пати повеќе од колку за љубовта, 7 пати повеќе од колку за молитвата, 8 пати повеќе од колку за верата. Нешто кое треба да не замисли и да не натера да действуваме. А не само да чуеме и да кажеме, аха, видовме, знаеме, нема проблем, се е, окей, супер. Не. Бог сака да разбереме дека ние треба да бидеме дарители во овој живот. Има едно нешто што е екстремно важно и што го има и во Стариот и во Новиот Завет, а тоа е многу важен библиски принцип, дека Бог сака да не благослови и да не ги даде сите неопходни работи во животот. И во Стариот Завет и во Новиот Завет го гледаме тоа. Ама за да се случи тоа, ние мора да направиме две нешта.
Многу битна работа. Две важни работи кои знаеме да ги забораваме често пати. А првото е дека мораме да побараме од Бог да ги исполни нашите потреби. Се сеќавате на молитвата Оче наш? Лебот наш насушен, дај ни го денес. Што правиме кога тоа го молиме? Нешто бараме, така? Кој ја кажа таа молитва? Исус. Значи, што ни рече? Немојте да мислите дека се што ќе имате во фрижидерот кој ќе го отворите денеска е таму затоа што сте се го заслужили. Немојте да мислите дека се она што го имате, што ќе влезеш во колавот, има гориво, па ќе додеш на црква, дека тоа ете туку така се случило. Тоа е нешто кое јас сум ти го дал. Лебот наш насушен, дај ни го ден. Да се молиме за се што Господ ни дава. Да побараме прво од Него, да речеме: Господи, исполни ги моите редовни потреби. И Господ вика: ќе го направам тоа. Зошто верувам? Заради тоа што самиот вика: барај да ти дадам. Не е нешто што вика: ти побарај, јас ќе вика: епа нема. Бог не е таков. Бог вика: барајте и ќе најдете. Побарајте, ќе го добиете тоа што го сакате. Тој е лебот наш насушен, екстремно важна работа која треба да се сетите. Може би, размислав и да зборувам нова некој пати понатака. Во Филипјаните 4:6 апостолот Павле вика: за ништо не грижете се, туку во се преку молитва и прозба или молба со благодарност изнесувајте ги пред Бога своите барања. Ова е многу интересен стихот, вика: барајте, ама со молитва и благодарност. Нема да навлегувам повеќе, ама сакам прво да кажам ова: Господи, мене ми треба ова. Зошто го барам ова од Тебе? Затоа што сум Ти благодарен што до тука ми помогна. Тој дел не смееме да го забораваме, браќи и сестри. Тој дел дека ние не бараме само дај. Туку викаме: јас Ти благодарам за се ова што го направи и заради тоа што гледамо Ти ми помагаш и ме благословуваш и ми даваш се, јас имам право или можам да Те молам. Имам сигурност дека кога ќе Те молам ќе го дадеш. Инаку, ако нема зашто да благодарите, од кај знаете дека Господ пак ќе ви исполни молитва? Памтите, еднаш бевме тука, мислам, кога зборував и дадов личе да напишете зашто се сте благодарни. Ке се сетите на тоа. За 5 минути да видите што се Господ ни дал. И ако почнеме да гледаме зашто се треба да му благодариме на Бога, ќе испадне голем список. Многу голем список. Знаете зашто ќе испадне голем? Оти тогаш ќе сватиме дека многу работи што ги зимаме здраво за готово, сме ги добиле не по заслуга, туку дека така се случило. Тука спаѓаат и луѓе во нашиот живот кои еднаш ќе ги видиш, ќе ти го сменат животот. Луѓе кои без да ги знаеш се молат за тебе, прават нешто и еден ден ќе сватиш дека Господ заради нивната молитва, заради тоа што они го правеле, Бог направил нешто за тебе. И сите тие ствари доаѓаат преку молитва и молба, вика, значи можеме да се молиме, можеме да бараме со благодарност. Да не заборавиме што се сме добиле до тука. И овде нема ограничување што може да бараме. Дали ќе се физички, дали ќе се духовни, дали ќе се материјални, било какви благослови. Се е тука ставено во тоа купче тука. Бог вика: дојди кај мене, побарај го твојот леб насушен денеска што ти треба. Второто нешто е, ако сакаме да добиеме се што ни треба од Господ, мора да бидеме ние дарежливи во нашето давање. Овие две работи се врзани. Не може да биде само ние сме примачи оти немаме, а другите се давачи оти имаат. Да ви кажам еден факт, кој може мнозина луѓе ги чуди кога зборуваме за. Најголемото давање во било која црква, било каде во светот, не е од најбогатите луѓе. Најмногото давање во најголемиот број цркви е од луѓе кои имаат малку и даваат малку. Вистина е дека мисионери, пастори, старешини, луѓе од црквата знаат да кажат: еј, бевме во таа црква, Господ не благослови и тој еден човек даде 200.000 евра за да се заврши некоја работа. Еден во 7 милиарди. А оние милиони и милиони луѓе кои даваат по 100 денари, по 200 денари, по 500 денари, тие се оние што држат црква. Тоа е она давање за која апостолот зборуваше таму на почетокот, кај што вика македонците: дава. Тоа е на давање кога се откажуваш од еден сендвич, од еден геврек, од едно пакло цигари, ако не дај Боже уште пушиш.
и ќе кажеш ги давам за Господ. Тоа е тој тип на давање кај што се дава. Тука. И сега, имајќи го ова малку како подлога, сакам да спомнам неколку ползи, барем ја што ги извлеков, ако ние стварно сме спремни да дадеме на Господа тоа што тој ни го дал прво напред нас. И првото нешто што сакам тука да го спомнаме дека му дава на материјалното богатство библиска перспектива. Го става богатството што го имаме во една перспектива малку поинака. По Матеј 6:33 вика: барајте го најнапред царството на Бога и неговата правда, и се друго што ви треба ќе ви се придодаде. Ако сакате да го превртиме стихот малку поинако, во моментот кога ти и јас ќе сме повеќе загрижени како и каде да дадеме, Бог ќе го исполни сето она што ни треба за да може тоа да се случи. Ова е наопаку од нашата идеја. Наопаку е заради тоа што нашето размислување е ова: ако Бог мене ми дадеше толку пари, јас ќе дадем за него 10%. Бог вика размислувај поинако. Размисли како јас можам да му помогнам на некој, помогни му, а јас ќе ти дадам повеќе. Ќе видиме малку подоцна, тоа е еден многу интересен библиски принцип. Нашиот проблем е што често пати ние во нашата слика за нас, за нашата иднина и за се што се случува, прво се ставаме себе си во сликата, видиме колку сум сирот, јаден, беден, гол и бос, и од тука после гледаме и викаме: Господи, ај пополни го тоа. Наместо да кажеме: еј Господи, јас сум се дал себе си за тебе, сакам да ти служам на другите, барем од оно што го имам, малку, еден залак. И Господ вика: сега секи ти дадам друго што ти треба. Што ти треба, нешто сакаш. Тие се многу често две различни работи кај нас. Колку пати ти и јас бараме: Боже, помогни ми. Ова е нешто што со пастори сме го разговарале, еден ми го кажа, мислам дека сум го спомнал тука, во Скопје беше. Вели: сутепаве молејки за човеков да најде работа. Господи, дај му да најде работа. Само што најде работа, си оти до црква. Зошто? Што ќе ми веќе црква, си доби се што ми треба на мене. И ќе замени. Со други зборови, Господ го благословил и тој сега решил да го оплячка Господ. И мисли оти ќе му помине. Не. Бог ни дава и ни го дава на еден ваков систем. Бог ми дава нешто, не е важно што е, и ќе сега врати ми го доброволно. Дали е имот, дали е знаење, дали е таленти, дали е дарови, дали е способности, било што вика: дај ми го назад. Ако му го дадеш назад, тој вика: сега ќе ти исполнам се што ти треба и нема должен да ти остане. Нашиот проблем е што кога Бог ќе даде нешто, се однесуваме како помфрит некој да ни дал. Ова е моje, фала, не го делам со никој. И знаете која е логиката? Господи, кога си можел мене да ми дадеш, можеш и ти сам за себе да си земеш. Што ќе ти е моето? А Бог вика: јас сакам да видам дарител. Сакам да видам некој кој ќе даде. И како што некој рекол, вели: моментот кога јас ќе грабнам, вика, што се случува? Боже, дај ми, не знам, пари. Господ ќе ти ги даде парите. Ти не се однесуваш со нив на начин на кој тој сака да се однесуваш со нив. Одеднаш остануваш без нив и викаш: Господи, дај ми пак, вика, ти дадов. Ама ми треба туште, ја ти дадов. Заврши. Разликата е: Господи, ти ми даваш, ова е твое. Што да правам со него? Повикај, сега ќе ти кажам. И ќе има и за тебе, и ќе имаш и во изобилство. Се додека јас го земам тоа што Бог ми го дал и го чувам љубоморно, јас сум одговорен за тој имот. Јас сум одговорен за се што имам. И тогаш, ако дојде поплава, не викај: Господи, зашто ми однесе куќата? Дојде земјотрес, не викаш: Господи, зашто се сруши ова чудо? Дали тоа што не ми го даде мене, тоа си беше твое, си отиде. Ако пак падне, а сум му го дал на Господа, тогаш може како Јов да кажеме: Господ даде, Господ зеде. И пак имаме утеха, не сме оставени на голо да останеме и да се чудиме што да правиме. Во Матеј 5:23 има еден интересен стих во врска со давањето, кој знаеме да го одвоиме. Бидејќи давањето не смее да се одвои од однесувањето.
И така, ако принесуваш дар на жртвеникот и таму се сетиш дека брат ти има нешто против тебе, остави го дарот таму пред жртвеникот, оди и најнапред помири се со братот, потоа дојди и принеси го дарот. Што е поентата? Поентата е, вика вака, немој твоето давање да треба да покрие нешто друго во твојот живот што не го правиш како треба. Се сеќавате на фарисејот во храмот со оној таму бедниот цареник? Што викаше царина овај фарисејот? Господи, фала ти многу. Јас не сум како овој овде. Јас постам 3 пати, јас давам 10-ток, јас правам 1, 2, 3, 4 и сега, Господи, ти си должен да ми вратиш нешто. А Бог вика, ако љубов немам, што сум? Само звонче, само звонам, нема никаква, ништо нема во мене. Тоа е што вика, вашето давање мора да се одвестува со вашиот карактер, со вашето однесување. Ти не можеш да си го водиш бизнисот како тиранин и после да викаш, ама јас давам за црква. Ти не можеш да се однесуваш кон луѓето, никој не го сакам, никој не ми треба и да викаш, ама давам во црквата. Тие две работи не може да ги одвоиме. Ама јас служам во црквата на овој или на оној начин, што е важно што правам во светот? Многу е важно. Тие две работи гледате одат заедно. Реши си го проблемот со братот, оди потоа принеси го или дај го дарот во самата црква. Двете ствари мора да одат заедно. Интересно е дека давањето во Библијата е клучен тест за духовната посветеност. И ова е многу битно, вика, така ако во неправедното или световното богатство не бевте верни, кој ќе ви го довери вистинското? Зошто некој би рекол треба да водиш црква, треба да служиш во црква, треба да бидеш учител на луѓето, треба да направиш ова или она за човекот, а истовремено не може да ти доверат 100 денари да ги искористиш како треба. Колку пати се случи последните години, барем последните 30 години од кога интернетот особено почна да ги покажува, да слушаме за луѓе, за цркви, за организации кои пропаднале од финансиско лошо менаџирање. Или од лошо менаџирање на луѓето, каде што луѓето си заминуваат од организацијата, заради тоа што никој не ги цени, не ги смета за вредни, не ги смета за ресурси. Еднаш држав предавање тука во една фирма во Скопје. Зборувавме за развој на тим билдинг и такви некои работи. Едно прашање го поставив таму, викам, што сакаш повеќе? Да ти дадат 20% повеќе плата или да го ценат тоа што го работиш? Од 35 луѓе во совата што беа, само еден кажа сакам повеќе пари. Ако ние не ги цениме браќата и сестрите во црквата, ако не ги почитуваме браќата и сестрите во црквата, а викаме, ама јас давам, џабе го правиме тоа. Ние не сме верни во она што е видливо, во она што се гледа, камо ли пак за тоа што не се гледа понатаму. Начинот на кој ние ги контролираме финансиите, начинот на кој го контролираме она што го имаме, начинот на кој ние се однесуваме и го користиме тоа, ги одредува и благословите што ќе ги добиеме од Бог, физички благослови, ама и сите духовни благослови што ќе ги добиеме. Да не ги издвојуваме тие две ствари. Ние многу одамна, ова не ќе да го сватите како фалба, ама Сузи и јас од моментот кога стапивме во брак рековме сакаме да инвестираме во луѓе. Дали не разочарале? Може да ви дам листа. Дали се уште сакаме да го правиме тоа? Да. Зошто? Заради тоа што тоа е нешто што никој не може да го украде и да го однесе. Тоа е вистината. Како сакате, сватете. Мартин Лутер е многу интересен. Од кога се обратил, дал една ваква изјава. Вика, за човек да се преобрати, треба да се случат 3 обраќања. Преобратување на главата, значи размислувањето, преобратување на срцето и преобратување на кесето. Вика, од 3-те, последното е најтешко. Значи, кога човек ќе се новороди и обрати, треба да го смени и својот став и према финансиите, и према богатството, и према парите, и према се. И ова важи и кога го има, и кога го нема. Оти често пати гледаме да тежиме на нас, кога човек има многу, не му треба Господ. Знаете колку има што имаат малку, па не им треба Господ?
Ке ви текне може би на некој од вас на еден човек по име Рони Мекракен. Неколку пати бил во нашата црква, неколку пати носеше хуманитарна помош и помагаше на разни начини со годините. И Рони на едно место седев и разговарав и вика, најголемата трагедија за мене, вика, срце што ме боли е кога ќе видам човек сиромав што не сака да живее како што Господ сака. Оти не само што тука на земјата нема да се радува, си уништили целата вечност. Не е ни во богатството, не е ни во сиромаштијата, во срцето е. Во срцето е. Знаете, давањето не заштитува од финансиско робство. Како? Како е може да даваш, а да не паднеш во финансиско робство? Многу лесно. Тоа што Библијата вика, не можете да служите на двајца господари. И мораме да одлучиме дали ќе им служиме на нештата што ги имаме или на Господ што ни ги дал. И ако му служиме на Господ што ни ги дал, нема да влеземе во финансиско робство, кое меѓу другото означува трошење повеќе од колку што имаш, купување ствари што не ти требаат. Старите на времето, нашиот дедо Стефан на времето викаше, не купувај вика што не ти треба, за да не го продаваш тоа што ти е потребно. На крајот. Сите тие ствари паѓаат и излегуваме од финансиско робство. Ќе ги поделиме сакам и ми треба. Ќе поделиме сакам одма сега, како децата што викаат сакам сега моментално задоволство, или кога ќе можам тогаш ќе го земам. Тоа се оние работи кои мора да седнеме и да ги размислиме. Во 1 Тимотеј 6, 17 до 19. Имаме нешто кое зборува за тоа дека... да се вратам малку претходно. За ова, не можете да им служите на двајца господари. Уште нешто само да спомнам тука. Кога ние знаеме дека сме настојници на она што Господ ни го дал, мислам, треба и ова да го кажам, тогаш многу внимателно ќе се однесуваме кон се што имаме. Од знаење, од разбирање, од авторитет, од финансии, од имот, се едно што ќе биде, како ќе биде или што ќе се појави тука. Тогаш дури може да се вратиме на она што го спомнав Јов, Господ даде, Господ зеде. Тогаш дури може да се вратиме на тоа нешто. Има моменти, како Јов што вика, Господ ме благослови. Сега имам, вика, момент кога Господ ме потлачи, ме уништи. Ама и тоа дојде од Господа, вика. И тогаш не си роб, затоа што викаш, Господи, овој проблем е твој проблем. Мој е, ама е твој. Нели ми рече да оставам се во тебе? Нели ми рече да се молам за мојот насушен лек? Ево ти го сега проблемот, будем твое решавање. И тогаш ќе дојдеме до една победа над материјализмот во 1 Тимотеј, кај што зборува апостолот Павле, 6 глава 17 до 19 стих. Заповеда им на богатите од овој свет да не се гордеат, ниту да се надеваат на непостојаното богатство, туку на живиот Бог, кој ни дава за наслада се во изобилие. Нека прават добро, нека се збогатуваат со добри дела, да бидат штедри и сочувствителни. И на таков начин да се собираат сокровиште, добра основа за иднината, за да постигнат живот вечен. Секогаш, кога Бог ни дава радост, ни ја дава најчесто во давањето, не во зимањето. Затоа што ќе добиете тоа што го сакате и после 2 дена веќе не ви треба. Викате, му се наситив, направив нешто тука што не ми треба. Ние не се надеваме на непостојаното богатство. Така вика апостолот тука, треба да му веруваме. Понатаму, уште неколку накратко, давањето ја засилува нашата вера. Знаете, Малахија 3.10 е еден многу шокантен стих, ќе ви кажам зошто, може би не сте размислувале на тој начин. Вика, донесете ги сите десетоци во ризницата, па да има храна во мојот дом. А потоа испитајте ме, вели Господ Саваот, зар нема да ги отворам отворите небески за да излијам благослов на вас, па да имате напретек? Знаете што ме удри во овој стих? Нели, обично кога се спрема проповед, гледаш конкорданца, собираш стихови што ќе потврдат тоа што сакаш да го кажеш. Јас за прв пат забележа дека ова е единствен стих во Библијата, каде што Бог вика, ајде тестирај. Всушност, единствен, јас барем не успеав да најдам друг. Ајде, вика Бог, тестирај. Ајде да те видам. Не, Господи, чекај да те тестирам, ја ќе побарам ти дај. Не, ајде вика, тестирај. Ева го вика тестот.
Направи го на што го барам од тебе и види дали јас ќе ти земам нешто што е твое. Или што сакам да ти го дадам. Не ќе бе. Чекаме да имаме одредена сума, чекаме да имаме одреден имот, чекаме да имаме одреден авторитет, па потоа да му дадеме на Господ. Он вика, дај го тоа што го имаш. Па потоа ќе одиме понатаму. Кој интересен текст. Давањето исто така не прави среќни. Ако читате се што се случуваше од кога евреите излегоа од ветената земја, па се до моментот кога Соломон го градеше храмот. Евреите беа среќни кога не ги утепаа египтјаните и потоа беа среќни кога даваа во прва книга Летописи тамо 29:9 вика народот се радуваше на нивната дарежливост зашто тие од се срце жртвуваа за Господ. Ќе кажам нешто, знам ти води и на интернет после тоа, ама знаете која ова црква беше најсреќна? Овие вие што сте тука подолго време ќе се сетите кога собиравме финансии за да изградиме оваа црква. Тие што беа тука, кога дадоа луѓето вика повеќе од оно што го има и кога сите што дадовме бевме шокирани од сумата што беше дадена. Зошто? Затоа што Господ действуваше во срцето на луѓето и тоа се виде во праксата. И Господ благослови со рестото и фала му на Бога имаме оваа зграда сега тука. Затоа апостол Павле вика, односно он го цитира Исус што вика поблажено е да се дава отколку што се зема. Ова го знае и светот патен, рече. Еден интересен психолог Карл Менингер на едно место вика давањето е добар критериум за менталното здравје. Тој вели дарежливите луѓе се ретко ментално болни луѓе. Стипците, шкртиците се обично тие што имаат поголеми ментални проблеми. Многу интересна работа. Знаете, дури и световните го признаваат ова. Давањето ме благословува. Оти е поблажено, вика, поблагословено да дадеш отколку да земеш. И во Лука што вика, давајте и ќе ви се даде мерка добра, набиена, натресена, преполна, ќе ви дадат пазови, зашто со каква мерка мерите, со таква и ќе ви се мери. Или поговорки 22:9 вика, благословена ќе биде дарежливата душа. Многу убаво нешто. Ќе завршам со ова. Давањето, кога давам, ми го чува и имотот што го давам, и способностите што ги давам. Сетете се во Лука 16. Каде што зборува, сетите за тој неправедниот слуга, кој губи се што има, па господарот после се обидува тамо да смучка некој работи. Кога давам, јас викам, Господи, ова е Твое. Ти пази го. Кога давам за Господ да го употребим. Значи, не сум го задржал за себе си. Ај па да го цитирам Мартин Лутер. Низ рацете ми поминале многу работи и ги изгубив сите. Ама се што стави во Божите раце, вика се уште е мое. Може да зборувам уште многу работи, ама времето ми помина. Ама сакам само да завршам со една вистинска случка, која сега ја гледав на интернет пред некој ден. Правев едно друго истражување, копав некои други работи, па тоа излезе таму. Имено се зборува за некој човек таму во САД, кој всушност бил доста имочен во тоа време и дал околу во тоа време огромна сума од $100,000 за да се формира она што до ден денеска се е познато или го има како методистички факултет во Либерија. Човекот ги дал тие пари, од многуте пари што ги имал, се случил крах 1929 година на берзите, таа прва депресија, ако сте чуле за неа, или на времето, човекот изгубил, каже, речи се. Некаде доста подоцно, во 60-тите години, значи 1960-тите години, ова е после Втората светска война, после се, некои луѓе од школата, бидејќи славени или јубилеј, сакале да го најдат човекот и да го охрабрат, да му кажат фала и да го однесат да види што уствари финансирал. 2 пати ги одбил, третиот пат прифатил. Отишол да види што да види таму, нели што имало, што немало. И она единственото нешто што го кажал, со плачење било единственото нешто што ми остана, беше тоа што го дадов. Единственото нешто што ми остана, беше тоа што го дадов. Денеска моментално, ако отворите на интернет и ја погледнете тој факултет, ќе видите дека имаат околу 400 души во просек секоја година кои се школуваат таму од Африка. Оно што го дал во 20-тите години, Господ до ден денеска го благословува. Оно што ќе го дадеме ти и јас, е она што ќе биде доказ на мојата љубов
веројатно ќе биде доказ за општеството околу нас што правиме или што не правиме. Ама многу важна работа е дека ќе биде по волјата на Бог. Сакам да заклучам нешто, едно цитатче. Го најдов, сте го чули оној израз смеј се и цел свет се смее со тебе? Плачи и ќе плачеш сам. Знаете кој го напише тоа? Една многу интересна авторка е таа. Јас сакам да дадам уште еден цитат од неја, всушност. Ела Вилкокс се вика. Преведувана и на српски имаше преведуване на време. Таа вика вака. Денес на земјата има два вида луѓе, ви велам. Не повеќе. Не добри и лоши, бидејќи на сите им е јасно дека добрите се на пола лоши и лошите на пола добри. Со други зборови сите сме си луѓе, нели кој како. Но кога ќе кажам дека има два вида луѓе, под тоа мислам дека има луѓе кои ги подигаат и подпираат другите и такви кои цело време налегнуваат на другите. Ако сакаме да бидеме вистински духовни настојници, ќе бидеме луѓе кои ќе ги подпираат другите. И тогаш Бог ќе биде оној кој ќе рече: ти ми даде што имаше, она што ти го дадов ми го даде, сега јас ќе ти го вратам и нема ти остана должен. Така запаметиле ова, бидејќи ќе ни биде важно. Амин.